Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Цената на суровата нафта повторно се врати на повеќе од $100 за еден барел, што најавува продолжување на проблемите кои веќе ги имаме со високите цени на нафтените деривати. Во моментов дизелот се продава за 85,5 денари, а бензинот на бензинските низ Македонија не може да се продава поскапо од 79,5 денари за 1 литар. Соединетите Американски држави соопштија дека привремено ќе дозволат продажба на руска нафта што моментално се наоѓа на море. Целта е да го намалат притисокот врз цените предизвикан од недостигот поврзан со нападите на САД и Израел врз Иран и од мазничките напади од страна на Техеран. Експертите проценуваат дека има повеќе од 100 милиони барели нафта од руско потекло на море низ целиот свет. Тоа би можело да влијае на намалување на цените на светските берзи, но состојбата и натаму останува неизвестна. Земјава до овој момент се уште нема воведено некои мерки за влијание врз цените на нафтените деривати. Премиерот Мицкоски во повеќе наврати рече дека будно се следи состојбата и дека на владата на располагање стојат повеќе опции како намалување на акцизите или стапката на данокот на додадена вредност. Дополнително, владата ги следи и цените на прехранбените производи кои очекувано ќе одат нагоре како што ќе поскапуваат горивата. Ова е втор пат по јуни 2022 кога цените на горивата значително се зголемуваат. Близу 90 денари за литар гориво имавме и во еден период од септември во 2023. Најскапо гориво сме плаќале во јуни 2022 кога еден литар надминуваше и 110 денари. Во истата година цело лето горивата беа над 90 денари за литар, пошто цените почнаа да се стабилизираат. Интересно е што пред само 2 месеци ја имавме една од најниските цени на горивото во последните 5 години, кога литар дизел беше под 65 денари или над 20 денари поевтино од денеска. А Дуи утрово демонстрираше загриженост од растот на цените и од партијата повторно ги предлагаат мерките кои според нив ќе влијаат на подобрување на стандардот на граѓаните. Демократската унија за интеграција смета дека постојат итни чекори што мора веднаш да се превземат. Линеарно зголемување на платите за 3500 денари почнувајќи од мартовските плати. Привремено замрзнување на цените на основните прехранбени производи, активирање на државните резерви на нафта кои се набавени по цена пониско од 70 денари за литар со цел да се ублажи пазарниот удар, ваучер од 3000 денари за работниците кои работат надвор од местото на живење како компензација за зголемените трошоци за превоз, се вели во соопштението кое што го испрати од партијата. А Сојузот на синдикати најавува дека утре ќе излезе на протест со барање за раст на минималната плата за 50%, односно на 600 евра, и раст на останатите плати за 100 евра. Од синдикатот своето барање го аргументираат со растот на трошоците за живот. Тие ги повикаа граѓаните од сите градови низ Македонија утре да дојдат во Скопје на протестот кој напладне почнува пред зградата на ССМ. Утре сите патишта водат во Скопје. Пред работничкиот дом во 12 часот и 5 минути почнува големиот работнички протест. Протестот е на работниците затоа што е организиран од работниците и е за работниците. За зголемување на нивните работнички плати, за зголемување на минималната плата на 600 евра и за зголемување на сите останати плати за најмалку 6000 денари. Работниците немаат потреба да се грижат и да се плашат затоа што не му должат на никој ништо. Газдите и владата пред само еден ден покажаа дека веќе не се ни кријат, дека се против работниците, затоа што странските газди и дале поддршка на владата за незголемувањето на минималната плата, а македонската влада на штета на македонските работници им ветила на странските газди дека нема да зголемува минималната плата надвор од законското усогласување за срамни 1667 денари. Вредноста на синдикалната минимална кошница во овие 24 месеци, колку што одбиваат да зголемат минималната плата, е зголемена за повеќе од 10.000 денари. Барањето за зголемување на минималната плата за 200 евра е оправдано затоа што работниците во Македонија тонат во сиромаштија. ССМ е контролирано и координирано од партијата СДС, а тоа ги вклучува и логистиката и организацијата на протестите, тврдат од владеачката ВМРО-ДПМН на пресконференција пред пладнево. ЕСДС го координира и управува Сојузот на синдикатите на Македонија, како на централно, така и на локално ниво.
Во пресет на протестот во сабот, организиран формално од ССМ, а логистички и технички од СДС, главните лица за контакт од општините се луѓе на СДС. Одговорен за логистика и организирање на луѓе и превоз за протестот на ССМ викендов од Куманово е Оливер Трајковски, шеф на штаб на СДС во населбата Зелен Рид, како и вработен во јавното предпријатие Чистота и зеленило во Куманово. На фотографијата го гледаме Оливер Трајковски, кој е сликан со кандидатот за градоначалник на Куманово од СДС Оливер Илиевски и носителот на листата Атина Мургашанска за локалните избори 2021 година. Од СДС и ССМ веќе не се ни кријат за соработката која имаат со една единствена цел. А таа цел не е барање за зголемување на платите, туку целта им е да наштетат на владата. ССМ и во Куманово и во другите општини е раководено од општинските организации на СДС. ССМ и СДС се веќе едно исто. Посебен режим на сообраќај ќе утре во Скопје поради протестот на ССМ, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи. Оттаму велат дека од пладне затворени ќе бидат улиците кои орбитираат околу зградата на ССМ, каде што се движи протестниот конвој. Од пред ССМ, според планот, протестот треба да продолжи пред собранието, а потоа и пред владата. Во текот на овој период сообраќајот ќе го регулираат полициски службеници, информираше полицијата. Оттаму апелираат до возачите да ги почитуваат наредбите на полицајците и да се прилагодат на условите. А од политиката и пресконференцијата на СДСМ од предпладнево, од партијата сметаат дека отвориле нова афера во трговијата со струја, велат министерката за енергетика некогаш била во управувачките структури на компанија која имала српски сопственик. Ќе почнеме онаму каде што застанавме. Бизнис релациите на Адамовиќ, кои водат до Кипар, и офшор компанија поврзана со енергетика. А преку Кипар доаѓаме и до уште една компанија, Altaria Research Limited. Краен собственик на Altaria Research Limited е Rudnap Group, холдинг во собственост на Воин Лазаревиќ, енергетски магнат и српски бизнисмен. Ова е клучната компанија. Кој е поврзан со Rudnap Group во владата на Мицковски? Поврзан, односно поврзана, е Сања Божиновска, министерката за енергетика. Божиновска е директно поврзана со Rudnap Group, каде била извршен директор и била одговорна за активностите во Србија, Македонија, Бугарија и други земји во регионот. Законот за високо образование е во финална фаза и тој наскоро треба да влезе во владина процедура, рече денеска министерката за образование. Таа објасни дека голем дел од забелешките биле прифатени и дека воопшто не се размислува за повлекување на законот. Законот за високо образование е веќе во крајна фаза и за релативно краток период тој ќе биде пуштен во владина постапка. Да, многу од забелешките за кои што сметавме дека се конструктивни и кои го подобруваат текстот на законот ќе бидат прифатени и тие веќе се внесуваат во самиот текст. Дел од забелешките навистина не се оправдани. Еве, например, во процесот на отчетност на универзитетите кон државата или во ингеренциите на Националниот совет, макар да и таму им направивме некакви корекции, минимални, тука ние не се согласуваме и работната група за последен пат уште еднаш ќе се сретне и ќе донесе дефинитивна одлука, но бројни корекции се направени и искрено се надевам дека сите ќе бидат задоволни. Во однос на барањето за повлекување на законот, воопшто не го делам вашето мислење дека многу, односно и вие рековте неколку професори, мала група на професори, бараат повлекување на законот. Предпоставувам дека тоа е од страф дека нема да можат во иднина да ги исполнат условите кои законот ги бара.
Одиме во внатрешноста на Македонија. Земјоделците и сточарите од Карбинско на средба со надлежните побараа да им бидат исплатени за останатите субвенции. Надлежната агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој признава дека државата доцни со субвенции уште од 2023 година и прави напори во рамки на можностите да ги исплати долговите. Земјоделците и сточарите велат дека ако не ги добијат парите, ќе излезат на протести. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски ги има деталите. Земјоделците и сточарите од Карбинско на средба со директорката на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој побараа итна исплата на заостанатите субвенции. Посочија и на низа проблеми при откупот на јагнето, законската обврска половина да се предаваат во овластени кланици во Македонија, а дел од јагнињата недостасуваат во евиденција. Гледаме дека од страна на директорката има расположение да не исплатат нас, но бараме и од страна на Министерството да ја поддржат таа и да биде исплатата што побрзо. Ако нема исплата после 20, ние више сме организирани да излагаме и на протести. Више до зидот сме и нема назад. Директорката Даниела Иротова Лазарова истакна дека затекнале неисплатени обврски на државата кон сточарите за 2023 и 2024 година, а за 2025 се во процес на обработка. Се обидуваме во рамки на можностите на буџетот кој што го имаме да ги исплатиме сите пред се за останати обврски, со тоа што сега за само еден месец 30 дена кој што овој период, последниот период, исплативме 1 милиарда и 400.000 денари за останати обврски и во Трезор имаме доставено уште 540 милиони денари кои што може и дел од нив и денес да се исплата, до крајот на месецот ќе бидат исплатени. Продолжуваме со динамиката како што ги исплативме овоштарите и лозарите за Свети Трипон. Сточарите се пожалија и на ниската откупна цена на живото јагне. Според нив, минималната цена за рентабилно сточарство треба да изнесува 300 денари за килограм јагнешко жива мера. Сасител Трајан Ристовски. Расте бројот на туристи во Охрид. Нашата дописничка е дека најмногу странски туристи доаѓаат од Турција, а по нив се бугарите и србите. Од Охрид имаме Нина Ритоновска. Културно-историските споменици и природните убавени магнет за туристите. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во јанари годинава има раст од 6,2% на бројот на туристите. Најбројни се гостите од Турција, веднаш зад нив се они од Србија, Бугарија и Грција. Знаете, кога живеете во Охрид и кога секој камен има своја приказна, секој чош има своја приказна, несомнено, навистина постојат огромен број монументи кои туристите ги посетуваат. Самуиловата тврдина, заливот на Коските, античкиот театар и бројните цркви во Охрид се едни од најпосетените места. Саат кулата па која представува символ за континуитет на градот. Според историчарите е место кое вреди да се посети. Поради незината местоположба, можеби понастрана од централниот дел, стариот дел на градот, односно во Варош, ево рутата на движење на самите туристи, меѓутоа не онолку фреквентна како што се монументите, како што се црквите и така натаму. Меѓутоа, во секој случај, огромен број туристи проаѓаат, ја има на туристичката мапа и навистина се фотографираат со неа. Бројот на туристите во јануари годинава изнесува 52.943, од кои 38,2% се домашни, а 61,8% странски. Кај домашните туристи има годишен раст од 10,1%, а кај странските за 3,9%. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Младите од Црвениот крст во Струмица со мали проекти ги поттикнуваат своите врсници на волонтеризам и хуманост. Преку програмата Промоција на хумани вредности тие реализираат иницијативи за помош на заедницата, заштита на животната средина и поттикнување на толеранција. Преку мали проекти, младите од Црвениот крст во Струмица ги поттикнуваат своите врсници на волонтеризам и активно учество во заедницата. Годинава, 33 ученици на возраст од 13 до 17 години се приклучили на програмата Промоција на хумани вредности, преку која осмислуваат собствени иницијативи со цел да помогнат во локалната заедница. Проектите најчесто се насочени кон хуманитарни активности, заштита на животната средина и поттикнување на толеранција и соживот.
На собирна акција, односно како да соберат средства за да го поддржат нивниот проект, нивните мали проекти кои имаат голем принос кон самата заедница. Можем да кажем дека не само во оваа програма, туку и во самата наша општинска организација во клубот на млади имаме над 40 активни волонтери кои се залагаат, кои нивното слободно време го поминуваат во Црвен крст со цел да покажат дека волонтерството е важно, дека всушност волонтерството е клучно нешто во нашата општина што може да донесе многу насметки на свет. Младите велат дека преку програмата не само што стекнуваат нови пријателства, туку и учат како преку сопствената иницијатива да помогнат таму каде што е најпотребно. Дел од нив веќе размислуваат и за нови иницијативи, меѓу кои еколошки активности за почиста животна средина и подигнување на свеста кај граѓаните за поголема грижа во градот. Самите ние во Црвениот крст преку ПХВ-то дознаваме дека доста луѓе во самата општина немаат многу работи и може доста да се подобри тоа преку нас, младите, со иницијатива на нас самите. Ние самите гледаме и ги согледуваме нивните проблеми и преку наша хумана организација пробаме да ги подобриме самите нивни животи. Програмата промоција на хумани вредности на Црвениот крст се спроведува на национално ниво во 33 општински организации, со вклучени повеќе од 1200 млади. Преку нивните мали проекти, секоја година се собираат средства и се реализираат илјадници волонтерски часови насочени кон помош и подобрување на локалните заедници. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. И на крајот на овој блок информација од внатрешноста на Македонија се селиме во Кочани, каде што во овој момент треба да веќе е почната изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, кој што таму присуствува на увид и на старт на градежни активности во инфраструктурни проекти. Предлагам на кратко во живо да одиме таму. Се бара финансирање за делот од Виница до Делчево и мислам успешно ќе се заврши тој процес. Проектирањето тече. Така што сето она за кое што сме зборувале ќе го реализираме и работиме согласно приоритетите. Градоначалникот го спомнал на доводен цевковод на геотермална вода. Ние имавме пред отприлика недела дена, 10 дена состанок кај мене во владата. Ги разговаравме приоритетите. Обштествено одговорна компанија, јас не сум стигнал да го информирам и градоначалникот, излезе на терен, направи дефектажа и таа иста обштествено одговорна компанија ќе изврши санирање на тој цевковод. Така што некаде од прилика 8 или 9 места парчиња цевки треба да се пресечат и заварат нови за да се санира, исто како и оплатата за изолација термичка, така што тие се нафатија како обштествено одговорна компанија тоа да го направат без да биде наплатено ниту денар. Ова е уште една добра вест, бидејќи не успеавме да се видиме пред овој настан со градоначалникот да информирам. Така што мислам дека сето она за кое што зборувавме изминатава година, но и претходно, ќе го реализираме. И е веќе ставено на шини за реализација. Се разбира кога да доаѓам тука во Кочани, не можам да не се сетам на 16 март од минатата година. И предпоставувам тоа така ќе биде до крајот на мојот живот. Но секогаш се радувам кога можам да дојдам за убави работи одека во Кочани и да отпочнеме нешто ново кое што ќе даде дополнителна енергија на градот, но и на општините кои што гравитираат во овој дел на Македонија. Не смееме исто така да ја забораваме општината Чешиново, Блешево, останатите општини, Виница, Штип, Карбинци, Пробишти, така. Така што, еве на крај да се заблагодарам на градоначалникот, на потпредседателот на влада и министер за транспорт, на пратениците кои што на сите жители на општина Кочани кои што даваат поддршка на реализирање на вакви проекти, а ние како влада ќе продолжиме да даваме приоритет на Кочани и на општините за кои што зборувавме, бидејќи не можеме да го повратиме она што е загубено, но барем да се обидеме дел од таа енергија да ја повратиме за да можат луѓето да
Тоа беше дел од изјавата на премиерот Христијан Мицкоски. Секако многу повеќе детали ќе имаме во следното информативно издание. Немаме уште многу време, но доволно за вестите од светот.